Во строго заштитеното подрачје на Галичица и тоа низ целата територија на Националниот парк има стотици нелегално изградени објекти. Точен податок немаат нити од управата на паркот, се потпираат на добиените барања за легализација на дивоградби. Шокантна е информацијата дека досега до јавната установа стигнале 441 барање за легализација. Од нив највеќе се викенд куки, дури 244. 180 се објекти во кои живее локално население. Има 11 хотели и автокампови, како и 6 верски објекти. 80 од дивоградбите се изградени на државно земјиште, а 52 на имот кој е во делумна сопственост на Република Македонија. Ова се велат од Националниот парк фрапантни податоци. Листата на бесправно изградени објекти е доставена до сите релевантни институции. Ова покажува голем притисок за неовластено, да не употребам потежок термин, приграбување на нешто што е собственост на сите државјани на Република Македонија за лични цели. Ако го имаме предвид дека доминантно се викенд куки, значи некој узурпира земјиште за без пари, настрана проблемите кои ваквото однесување ги прави на зачувување на статусот на листа на УНЕСКО. Сега со законот за легализација, сите оние кои дивееле бесправно узурпирајќи државен имот, ќе стекнат собственост на објектите со право да го откупат по багателна цена. Земјиштето кое реално е многу скапо и атрактивно, вели Бојаджи. Ние не сме дале позитивно мислење за да се гради во рамките на заштитеното подрачје, без да се земе во предвид ставот на јавната установа, согласно даваат ресорните министерства. Тој појасна дека бидејќи немаат право директно да постапуваат, пријавите за регистрирани дивоградби ги испраќаат до граничната инспекција, јавното обвинителство и правобранителството. Дивоградбите во Националниот парк не се чепнати повеќе од 2 децении. Последен пат во 1999 година се спроведе акција за нивно рушење. Бидејќи за дел од објектите се наоѓаат во зона за активно управување, дури и во зона со режим на строга заштита, ние благовремено информиравме, односно инсистиравме државата кога најави дека ќе почне кампања за рушење на бесправно изградени објекти, доминантно заради притисокот од УНЕСКО, приоритет при рушењето да имат објектите, бесправно изградените објекти во границите на паркот. До сега не е пристапено кон рушење на овие објекти. Според планот за спроведување на препораките на УНЕСКО, рушење на дивоградбите во Националниот парк и заштитениот појас е предвидено на крајот од 2023 година. Со над 22.000 хектари територијата на паркот се протега на 2 општини – Охрид и Ресен. Наезда од дивоградби има исклучиво на охридската страна од паркот.